Добар ден, драги пријатели. Добре дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на тема поврзана со зеленчукот, односно зборувам за тоа дали зеленчукот е подобар да биде сготвен или дали е подобро да се јаде свеж. Бидејќи многу луѓе често ме прашуваат и многу луѓе гледам дека имаат поделени мислења, па затоа решив да позборувам на оваа тема и да дадам логика и за двете, затоа што зеленчукот може да биде добар и сготвен, зеленчукот може да биде добар и свеж. Каде се разликите всушност? Ако зборуваме прво за јадење на зеленчук свеж, има неколку бенефити. Прва работа, еден од бенефитите е тоа што свежиот зеленчук има, тоест нема шанси да изгуби одредена микронутритивна вредност како што се витаминот С и витаминот Б, кои што доколку се загреваат и се затоплуваат, се оштетуваат и го губат своето својство и ја губат својата вредност. Од друга страна, јадењето на свежиот зеленчук обезбедува подолго време на трпезата, а тоа значи дека свежиот зеленчук е потребно време додека го изџвакаме и го изедеме. За разлика од тоа, можеби изготвениот зеленчук малку побрзо се јаде и некогаш не е потребно и џвакање, на пример, како што правам јас. Од друга страна, свежиот зеленчук исто така помага и да кога ќе стигне храната во желудникот, се чувствуваме позаситени и понаполнети. И тоа ќе помага да можеби превенираме некакво прејадување и слично. Но како и да е, тоа не значи дека сготвен зеленчук не е добар. Напротив, сготвениот зеленчук, односно зеленчукот кој што можеби се вари, се приготвува на пареја или се приготвува во микробранова печка, им овозможува на одредени состојки во зеленчукот наречени каротиноиди, кои што ја даваат бојата, да речеме, на патлиџанот, ја даваат бојата на морковот, ја даваат бојата на спанакот и така натаму. Тие состојки многу се подобро абсорбливи и многу подобри за обработка во нашето тело доколку се приготвени и малку загреани. И затоа, да речеме, не можеме конкретно да поделиме дали е зеленчукот подобар свеж или е подобар сготвен, но ако сакаме да постигнеме максимална вредност за нашето тело, тоа значи дека добро е да се комбинира и свеж зеленчук и добро е да се додава и приготвен зеленчук, и при тоа најдобрите начини за приготвување на вашиот зеленчук е или да биде тоа на пареја или да биде во микробранова печка, затоа што на тој начин ќе се придонесе да се даде добра подготовка на каротиноидите, но од друга страна нема да се придонесе да се изгубат вредностите на витаминот С и на Б витамините. Така да, ако мене ме прашувате дали е подобро едно или друго, искрено немам одговор да кажам да, подобро е да бидат свежи или подобро е да бидат сготвени. Јас би рекол и двете, и комбинација од двата начина ќе ви даде најдобра и одлична вредност. Така да, дечки, за оваа епизода мислам дека ви дадов добра вредност и добри информации и можеби насоки да размислувате малку порационално во однос на исхраната, и доколку можеби имате одредени прашања по било која тема поврзана со исхрана, начин на живот, вежбање и така натаму, #AskJosif хаштагот користете го или комуницирате ме во приватна порака и ќе се потрудам да ви дадам одговор на вашите прашања. Фала ви уште еднаш за вниманието кој што го одвојувате да ја гледате оваа содржина. Ви посакувам здрави животни навики, убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!